Еве назад во утрински брифинг и во оваа последна тема 2, секако предпоследното информативно издание, а во тема 2 ќе разговараме за сите оние критики, идеи, сите оние проекции кои што ги имаат предводниците на опозицијата, партијата ВМРО-ДПМН, а за таа цел овде во студиото е портпаролот на ВМРО-ДПМН, господинот Димчо Арсовски. Добре дојде во утрински брифинг. Добро е, најдов благодарам на поканата и прв пат сум овде како гостин, така да баш ми е драго. Како за сефте, верувам дека ќе имаме еден добар разговор, па ќе продолжиме и понатаму со утрински брифинг. Мислам како гостувања. На почеток да ја прашам, бидејќи вчера ви беше имен ден, славевте според протоколите или воопшто не славевте? Не, воопшто не славев, бидејќи сепак здравјето на граѓаните и најблиските е најважно, нели? Затоа и се сите тие апели кои што ги упатуваме да внимаваат луѓето, да почитуваат препораки и така натаму. Така. Господин Арсовски, една од најактуелните, ако не најактуелна тема во моментов се оние предвремени, односно вонредни локални избори во Штип, каде што петмина кандидати ќе се тркаат за она градоначалничка фотелја, меѓутоа меѓу нив го нема представникот на ВМРО-ДПМН. Едни велат дека проценките се затоа што ВМРО-ДПМН убедливо губи на анкетите, меѓутоа извршниот комитет на ВМРО-ДПМН напоменува дека не учествува во Штип затоа што коронавирусот е се по-раширен. Кој од овие две тези е поточна? Па, најнапред би рекол дека не е само една најактуелна тема, има повеќе актуелни теми, тука и корона пандемијата, тука и блокадата од страна на источниот сосед во однос на ЕУ интеграциите, секако и предвремените локални избори во Штип и во Пласница. Извршниот комитет заседаваше неколку пати, бидејќи сепак се работеше за да се избере она што е најдобро за граѓаните. Далеко од тоа дека ВМРО-ДПМН е лоша на анкетите и дека ќе изгуби во Штип, не е така. И на последните избори ВМРО-ДПМН имаше победа минимална, но сепак победа. Дополнително има многу причини зашто штипјани би гласале против СДСМ и би гласале за кандидатот на ВМРО-ДПМН, но и извршниот комитет и граѓаните, доколку се погледнат и оние други анкети на кои што би се направиле да се види мислењето на граѓаните, тоа е дека во моментов нема услови и не е време за одржување на предвремени избори, не само во Штип, туку и во Пласница. Сепак малку повеќе Штип е на некој начин народски кажано извикан, бидејќи е поголем град по жители, но тука историски град за државата. Но тука и Пласница втора општина каде што треба да има избори, така да и мислењето на граѓаните и на сите експертски лица, вклучително доктори и сите останати, е дека во моментов нема услови за одржување со вакви бројки какви што се во моментов за одржување на локални избори. Вториот дел кој што исто така може да се искоментира е дека овие избори само ќе чинат трошоци, бидејќи за неполни 9 до 10 месеци треба да има и редовни локални избори, каде што практично ништо нема да се смени за 9-10 месеци во Штип во однос на функционирањето. Штип може нема да се смени во таква организацијска поставеност, меѓутоа кога ВМРО-ДПМН би ги добило изборите за овие наредни 9 месеци, веројатно би биле и уште посилни на наредните локални редовни избори. Односно, оној човек кој што би ја добил поддршката, веројатно ќе има и поголема поддршка на наредните. Искоментирал вака, ниту една фотелја, ниту едно столче не е дотолку важно да ние броиме после изборите број на заразени во Штип, кој што ќе биде за жал двојно, тројно, 5 пати зголемен после последна кампања која што би траела месец дена и избори ден на гласање, и ниту едно столче, фотелја и функција не е важна доколку ние броиме починати во Штип кои ќе видат како резултат на целокупното функционирање на политичките партии во текот на кампањата во Штип. Така да сметам дека човечкиот живот е најважен и здравјето на граѓаните е најважно. За жал и сега има лоши бројки во однос на Ке зборуваме за сегашните бројки и за короната сега. Не би требало да ја предизвикуваме судбината да има уште што повеќе заболени и починати. Знаете зошто ја прашувам? Бидејќи лидерот на ВМРО-ДПМН, господинот Христијан Мицкоски, во втората половина на октомври, не толку одамна, рече дека ВМРО-ДПМН ќе учествува и ќе победи ако има фер услови,
Александар Пандов, кој што е начело на оној патриотски институт на ВМРО ДПМН, вели ВМРО ДПМН посакува предвремени избори во Штип, но ако има нормални услови за функционирање, ако изборите се регуларни, и тука не се споменува коронавирусот. Но потоа се вели вака, господинот Мицкоски вели вака, оставка од Заев, оставка од Филипче и веднаш предвремени избори на кои што граѓаните во најдобриот можен термин би гласале. Малку е контрадикторно ако се бара предвремени избори. За кои изјави говорите и веднаш ќе ве поправам. Најпрви што значат фер услови за одење на избори. Се сеќавате, не беше така одамна на предвремените парламентарни избори, каде што практично периодот измеѓу распишување на изборите и гласањето беше за жал пропратен од почетокот и ескалацијата во нагорна линија на корона пандемијата. И во тие моменти, кога имаше и локдаун, кога имаше и полициски час и вонредна состојба, беа искористени сите неморални моменти од страна на владата за да може да се влие врз гласачкото тело, односно да на некој начин суптилно, но и директно, преку пакети останати форми на делување да се подкупуваат гласовите. Впрочем, корона пандемијата им беше само една причина и изговор да се воведе вонредна состојба, полициски часи, останатите моменти на кои што си ги донесе корона пандемијата, веќе не може поинаку да се спречат со нејзе, така да истото се мисли за овие избори. Тогаш имаше бројка од десетици заразени на ден, и 1 до 2 можеби ни еден починат во текот на денот, но во овие моменти имаме десетици починати на ден и еве веќе бројката за жал поминува и 1000 заболени секојдневно. Така да еве би потенцирал на една контрадикторна изјава на господинот Венко Филипче, кој е министер за здравство, кој што во еден момент апелира во истиот ден, вели седете дома, не излегувајте ако е неопходно, ова е препорака, ова е молба до граѓаните, доколку немате потреба до маркет или до било каде, не излегувајте од дома, а од друга страна истиот ден вели дека нема потреба да се одложуваат изборите во Штип. Така да мислам дека е контрадикторен и не знам како би сакал и него да го прашам доколку кандидатот треба да оди да се промовира помеѓу граѓаните, да представи програма и така натака, дали граѓаните ќе се чувствуваат безбедно да го примат во својот дом, да му отворат врата, да разговараат со него, да се ракуваат и така натака. Ракување во фигуративно како знак на доверба, не дека е потребно во овие моменти. Ќе се суди по излезноста во Штип за тоа дали граѓаните се мотивирани и дали им е страв да излезат на тие избори секако. Меѓутоа вреди да се напомене дека после предвремените парламентарни избори бројките на заразени и на починати не беа какви што се денес, за жал, што би се рекло дека во еден добар протокол, во една добра организација беа спроведени на задоволително демократско ниво, нешто што беше оценка и од меѓународните институции. Кога сме кај коронавирусот, бидејќи споменавте што изјавил господинот Филипче, со оглед на оние бројки кои што ги имаме денеска и со оглед на луѓето кои што застанаа во одборите на ВМРО ДПМН, тогаш ако се критикува Филипче, зошто се нема еден своевиден концепт, една своевидна идеја која што ќе се презентира во јавноста и ќе ги мотивира граѓаните токму тоа, да ја променат власта, нели? Ние гледаме само еден вид на деструктивна критика, меѓутоа конструктивна немаме идеи, немаме понуда. Мислам дека далеко, доколку говорите за опозицијата, мислам дека далеко дека нема понуда и така натака во однос на деструкцијата. Не ја знам понудата, затоа велам, нема понуда, не сме слушнале во јавноста нешто кое што би било различно од она што сега се практикува. Не, еве вака да ве навратам наназад. Долго време говориме, уште од почетокот на короната, дека беше практично промашена стратегијата на функционирање и делување од страна на владата тогаш. Иако имавме министри во техничката влада, практично тие беа безгласна буква во тие моменти, никој не сакаше ги послуша за ништо. Зошто го велам ова? И од здравствен, и од економски момент, се што се предлагаше тогаш. Зборам и за мерките, за спасување на стопанството, за спасување на
граѓаните и на нивните работни места, но и за спасување на животи. Практично им беа тргна во погрешна насока сите мерки од тогаш. И затоа ситуацијата излезе од контрола. Еве да речеме, уште во април, мај месец, беа понудувани решенија од нашата комисија за здравство, која што брои извонредни доктори. Беа понудувани мерки од страна на нашиот економски тим во ВМРО ДПМН. Ниту една од тие мерки и предлози не беше прифатена. Беа нудени опции за алтернативни решенија да не дочека момент на преголема заболеност кај луѓето, односно со тешки симптоми кои што треба да се згрижат во болниците. Беа нудени алтернативни решенија да се оспособуваат простори, но сето тоа не беше практично прифатено. Еве сега повторно гледаме дека кога веќе работата излезена од контрола, не може и како и да сакаат и да се обидуваат, не може да ја вратат повторно во колосек. Зошто го велам ова? Ова го велам затоа што доколку ние спремни ги дочекавме овие моменти, нели како што говореа дека ќе има втор бран, ќе има втори пикови и така натака, доколку ги дочекавме спремни инфраструктурно со набавени медикаменти, со набавени односно опремени нови простори, алтернативни кревети, болнички и така натака, не би било ова што е сега. Ние за жал имаме ситуација каде што Струмичката болница, директорот, тоа е практично градот од каде што доаѓа премиерот, јавно на Facebook, на социјална мрежа моли за донации од граѓаните за да се купи едно болничко возило. Тоа ми е познато. Тоа ми е познато, господин Арсовски, меѓутоа каде беа понудувани овие решенија внатре во комисиите кај овие решенија беа понудувани во медиумите, овие решенија беа нудени јавно, овие решенија беа нудени на и онаа средба која што беше во владата на Република Македонија, организирана од страна на владата чинам беа Заев, Филипче, вклучително со лидерите на политичките партии, така да овие решенија беа нудени. Но преголемата желба за истакнување преку пиар цели на Венко Филипче министерот и останатите луѓе од владата да се испромовираат дека вклучително нешто работата всушност се виде дека по долго време не работеле како што представувале на медиумите. Опозицијата неодамна реши своевидно, нели како што соопшти во јавноста, да направи исклучок и да обезбеди кворум за оние дополнителни мерки на седницата во собранието, меѓутоа не гласаше за мерките кои што значеа забрани за групирање, забрани за собирање и носење маски на отворено. Ако се земат предвид оние анализи кои што ги има Комисијата за здравство во ВМРО ДПМН, со ова што го изгласа собранието, тогаш која е контрадикторноста меѓу двете постави? Еве сега ќе ви објаснам од еден друг аспект зошто беше тоа така, беше формирана, беше овозможен кворум од страна на пратениците за да се изгласа од страна на власта тие амандмани за мерки кои што дополнително би се примениле како спас од корона зараза. Одговорноста наназад месеците беше директно на власта во борба со оваа пандемија. На неколку пати, најпрво им пробува Наќа Чулев да е крив, Гордана Димитриевска Кочовска, господја која што беше дополнителен технички министер во финансии, немаше врска со пандемија, била виновна, подоцна ВМРО беше криво што се шири короната, па Христијан Мицковски, сега не знае кој, пак ВМРО е криво, така да и самиот момент на договарање од 2-3 дена, односно нели се одложи од денот на поднесување на законот до денот на гласање, беше една груба манипулација од страна на министерот Венко Филипче. Најпрвин двете пратенички групи има состанок и заедно се договорија да седнат представник од власта и представник од опозицијата да разговараат за ситуација и за носење на тој закон. Нормално при таа средба која што неколку дена одложуваше Венко Филипче со представникот на ВМРО ДПМН, после неколку дена се сретнаа и од она кое што го разговарале, воопшто ништо ниту било применето, ниту било абсорбирано,
се уште додека траел состанокот помеѓу двајцата представници бил поднесен законот во собрание. И тука затоа и настана таа забуна. Пратениците на ВМРО ДПМН, знаејќи дека има представник од ВМРО ДПМН кој што преговара со господинот Филипче, мислеле дека треба да заедно да се донесе заклучок, но не се, бидејќи веднаш власта тргна да обвинува опозицијата, свикавме извршен комитет, се изразговара за законот, пратениците брифира, веднаш потоа се излезе од страна на пратеникот Антонио Милошовски, чинам, кој што е член на извршниот комитет, и самиот објасни зошто го ќе го направиме оној кворум, бидејќи одговорноста сепак е на власта. Кога не ќе да послушаат, тие треба да се преземат одговорноста, ние не би сакале да ги спречиме во нивните намери за да не обвинуваат. Но дополнително и на истиот тој на истата таа пресконференција дадовме и предлог како опозиција, како ВМРО ДПМН, пратеничката група за формирање на државна комисија која што треба да се бори против пандемијава, вклучена од експерти, да, но оваа комисија, кажете ми дали оваа комисија носи некаква одговорност. Сем Жарко Караджовски кој што оди по ток-шоуа на телевизија и саркастично одговара на прашања. Добре, господинот Вело Марковски, кој да бидеме реални, исто излегува да, меѓутоа кога ќе има една таква комисија каде што ќе има членови бирани од страна на собранието и на владата предложени, нема да може толку несериозно да ја сваќаат работата. Зошто го велам ова? Велите дека таа комисија е бирана директно од СДСМ, од власта? Да, сметам дека е бирана директно од власта, од владата. И зошто го велам ова? Тоа го велам затоа што таму има неколку партиски функционери кои што се видно вклучени во работата на партијата и на СДСМ, членови во комисијата. Но она што е поважно за граѓаните, никој од таа комисија не носи одговорност за ништо. Комисијата од една страна за заразни болести, која што е советодавно тело на министерот, и министерот и владата од друга страна, си играат пинг-понг со граѓаните. Комисијата предлага едни мерки, доколку на владава не се допаѓаат како политички, не ги исполнуваат во нивните намери, не ги прифаќа. И тука никој не носи одговорност. Комисија берат одговорноста веројатно на следните избори СДСМ како партија. Тука сме јасни. Видете, што е различно она што комисијата го нуди како решение за справување со кризата и она што ВМРО ДПМН го има во својата комисија за цената на животот на граѓаните не се мери преку гласачки ливчињи, додека едни ќе гласаат за одредена партија да биде или да не биде на власт, други ќе почиваат во своите почивалишта. Тоа мислам дека не е дилема и не треба воопшто да се мери. Затоа одговорноста кај комисијата треба да остане во правен момент, онака како што би налагал закон, дека секој таму кој што одлучува за нешто и советодавно дава совети, треба да носи одговорност и да размисли 3 пати. Во однос на предлозите од страна на ВМРО ДПМН и СДСМ, во ВМРО ДПМН имаше цел еден протокол на мерки за функционирање, за борба и спречување против корона пандемија, за кој што ви говорев претходно дека беа предлагани. Јас не би можел да ги објаснам медицински, бидејќи не сум стручен, не барам такво нешто од вас. Имаше многу попрецизни третмани, не само медицински, туку и многу попрецизни протоколи во однос на функционирање. Кај нас, како што знаете, од почетокот на корона пандемијата до сега се едно исто е дистанца, маска и дезинфекција, што се сложувам со тоа треба продолжи, но мислам дека ни треба малку посериозен пристап и локдаун. Не би можел да кажам локдаун, тоа треба да одлучат експертите како е најдобро. Јас како што реков не сум медицинско лице, па тие се тие експерти за кои што говорам дека треба да се формира таква комисија која што би била државна, каде што на вистина би членувале експерти во своите области и кои што би одлучувале како што на вистина налага ситуацијата, а не онака како што ќе им наредат и побараат Венко Филипче и
Зоран Заев. Добро, по оваа реторика, колку добро ве сватив, онаа комисија за здравство за заразни болести која што постои во рамки на министерството, како партија не ја признавате, бидејќи велите дека е политизирана, но од друга страна кога веќе зборуваме за политизирана комисија за здравство, а велите треба државна, таа државна што треба да ги содржи докторите од ВМРО, ДПМН и СДСМ? Не. И од ДУИ, не знам. Експертот во таа област не подразбира политичка партија, туку подразбира капацитет и знаење. Така да таму треба бидат одберени и посочени најдобрите и најквалитетните луѓе. А доколку еве сега се навратиме повторно кои луѓе членуваат во оваа комисија, вие имате таму пример на човек кој што мислам дека беше директор на Центарот за јавно здравје во Скопје, си беше на една журка во сред пандемија во скопски локал каде што имаше илјадници луѓе. Да не се навраќаме за да журки. Да не се навраќаме токму така, се, но би сакал да ви кажам во однос на почитува или не? професионалноста, така да кога член на комисијата смета дека треба да се забавува во една ваква пандемија и дека тоа е добро и оддишка, истото го мислат и граѓаните. Граѓаните гледаат од него. Сепак тој е директор на ве критикува и вам како партија, бидејќи неодамна имаше фотографии од средби внатре во партијата каде што не се носат ни маски. Да не се навраќаме на тоа, не ми е ни интерес во моментов како прашање, бидејќи ни останува уште всушност и го потрошивме времето за темата, но ќе одземеме уште минута-две за уште едно прашање со оглед на тоа што јас разбирам дека политиката е флексибилна работа, дека се прават компромиси, па така неодамна на иста маса седна господинот Мицкоски и господинот Села под покровитие на Конрад Аденауер. Што произлезе од таа средба? Дали можеби се надзира некаква, како што рекоа некои од најистакнатите членови на ВМРО ДПМН дека е пионирско дело? Дали можеби се надзира некаква коалиција предвремена за локалните избори? Видете, десничарската идеологија нормално се поклопува секаде во партиите, можеби има нијанси во однос на своето делување. Оваа конференција која што се случи под покровителство на Конрад Аденауер, германската фондација, беше еден добар плод на дискусија, каде што практично и насловот самиот кажуваше градење на мостови. Сем пред сателите на опозиционите партии ВМРО ДПМН, Алијанса за албанците, Алтернатива на господинот Гаши, присуствуваше и представник од партијата на господинот Љулјзин Баша од Албанија, кој што исто така е опозиција. Требаше да присуствува и представник на ЛДК од Косово, но за жал беше спречен од оправдани причини да дојде. Имаше многу плодна дискусија на повеќе теми, воглавно сите се поклопува, говорам од сите учесници, вклучително и политичките лидери на таа конференција, се поклопува во своите ставови во неколку делови. Најнапред дека во оваа држава не почива како правна држава, нема правен систем кој што може да донесе правда. Второ, дека не се вложува економски во Република Македонија онака како што е планирано и како што треба, односно се развива економски државата. И трето, нормално неизбежно беше опфатена и оваа пандемија која што во моментов ни се случува, бидејќи имаше неколкумина доктори од страна на присутните. Па така во однос на поклопување на ставовите, сметам дека, како што рековте, видни истакнати поискусни членови ја опишале таа конференција така од ВМРО ДПМН, така да би се согласил со нивните ставови дека е добра основа за понатамошни дискусии, разговори, можеби уште поголемо приближување, како што кажа и политичките лидери во своите изјави, се со цел нормално рушење на оваа ненародна власт и нормално заживување на демократијата, правниот систем и сите оние области кои што им се потребни на граѓаните за повисок стандард и непречено функционирање во секојдневието. Кога ќе има услови за гласање? Апсолутно. Тоа беше и претходно кажано дека во моментов е потребна влада за национален спас, но веднаш кога ќе има после тоа и услови за
избори, да се организираат избори. Димчо Арсовски, портпарол на партијата ВМРО ДПМН, предводниците на опозицијата во Македонија, ви благодарам на одвоеното Благодарам време. на поканата, се надам повторно ќе седнеме. Секако имаме уште неколку прашања кои што бараат одговори.